Да, се враќаме во студиото, како што најавивме со господјата Ѓулистана Марковска, независен граѓански кандидат, поддржан од коалицијата на Дом и ЛДП. Господјо Марковска, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов и многу ми е драго што доаѓам во мојата, ќе кажам, омилена телевизија 24 вести. Сега некако доаѓате тука како една кандидатка која е независна, доаѓате од страна, пред вас беа условно кажано политичките тешкаши, СДСМ и ВМРО-ДПМН, вие настапувате од едни помали партии и сега сакам да ве прашам дали се чувствувате сега како аутсайдер, да речеме, во оваа приказна. Тоа што сте дама секако не ве прави аутсайдер, тоа ве прави посилна во приказната, но во однос на политичката поддршка, мислите ли дека вака влетувате меѓу волци во приказна? Не мислам, заради тоа што јас бев долго време дел од високата политика. Почесто сум присутна како политички аналитичар за се она што се случува во нашето политичко милје, за тоа дека граѓаните секогаш мора да утврдуваат дали ќе бидат за десните и за левите. Долго време во Македонија не постои концепт на гласање за, туку гласање против. Тоа е, вие не го поддржувате туку кандидатот кој што треба да биде, туку гласате против кандидатот кој што не ги остварил вашите очекувања. И со оглед на тоа дека работам во приватниот сектор скоро 20 на години, тоа се секојдневно по 20 на луѓе поминуваат и повеќе во мојата приватна очна ординација, сите тие ми наоѓаа замерка, ама зошто вие цело време велите да се одважат граѓани кои што не се во политички партии, а кои што се умни, интелектуалци, кои што имаат решенија, да понудат одредени решенија за решавање на конкретни проблеми. И бидејќи таа иницијатива од граѓаните веќе подолго време беше присутна и ми рекоа, па добро би било не само да те видиме во анализи, туку да видиме и дали знаеш да работиш, и ја реков зошто да не. Така да ова го сваќам дури како еден вид на предност, бидејќи понудата која што дојде од ЛДП и од Дом, на кој што искрено им благодарам, ми пружи една огромна слобода и во искажувањето, и во правењето на плановите за настапи, се разбира во она што ќе го работам, заради тоа што тоа е еден концепт во кој што тие го промовираат коалиција со граѓаните, кај што секој граѓанин кој што се чувствува способен може да прииде на коалицијата, може да понуди своји решенија, дури може да биде и прифатлив истата коалиција да го предложи. На тој начин се разбива тој круг на гласање десно-лево, центарот кој што никогаш во Македонија не заживее, може да почне да се окрупнува, а секогаш почетоците се тешки, и да тоа бидат граѓани едноставно кои се или разочарани од партиите, граѓани кои што се неопределени и граѓани кои што едноставно сакаат нови луѓе на одредени функции. Ова не е политичка функција која што се зборува за Македонија ќе ја биде или нема да ја биде, па кој јазик ќе се зборува, тоа не е висока политика. Во моментот најгорливите проблеми на граѓаните се токму тие, локални. Дали и ќе имаме чиста средина како воздух ќе дишеме, каква храна ќе јадеме, дали ќе биде со ГМО или ќе биде еколошка храна, како што природно изобилува нашето подрачје. Каков здравствен систем ќе имаме, дали докторот и ќе ни биде блиску до нас, како ќе не лечи, што ќе не лечи, какво образование ќе имаме, каков систем на предшколска возраст, каде ќе ни бидат згрижени децата и едноставно то и какви патишта и каков реков воздух ќе дишеме. Сето тоа се комунални проблеми кои што го засекаат секој еден граѓанин. Бидејќи го засегаат, тој треба да биде животно заинтересиран како ќе му го и решат. Локалните избори во сите држави во светот не се вест број 1, тие се некоја трета, четврта вест, освен кај нас. Сите и претседателски, и парламентарни, и локални избори се од ист карактер затоа што се избори на живот и смрт. Добро, ми се чини дека македонските граѓани во последниве години секоја година имаат избори, некакви дали се предвремени, дали се редовни. Нон-стоп сме во изборни циклуси, првно тоа беше одлика на Италија, нели некако зборувавме, но сега не се случува на нас. Реалност ни е. Кажете ми, вие сте политички искусна, бевте и во собранието, бевте во високата политика, многу подобро од мене знаете дека тешко ќе ви биде со СДСМ и ВМРО-ДПМН, бидејќи пред се имаат етаблирано гласачко тело, имаат силна партиска база. Кај нас луѓето многу често не гласаат за понуди, туку гласаат по автоматизам, нели, едноставно определени се, тешко може да им го смените мислењето. Имате ли концепт како би се избориле сега во таква една констелација? Концептот е вака, на локалните избори треба да победуваат личности.
не треба да победуваат партии, заради тоа што личностите се тие кои што ветуваат и кои што треба да реализираат. Второ, општините треба да бидат еден дом за сите. Нешто во кое што вие ќе тргнете за да прашате што се случува ново, просторија во која што можеби ќе имате можности да се рекреирате, да поразговарате со комшиите, да видите што и како ви се понудува, а самите советници, една голема група на граѓани кои што треба да ги изберат, се чувари на општината, луѓе кои што навистина владеат со општината. Градоначалникот е навистина менаџер, меѓутоа ова се луѓе кои што се значајни. Треба да се отворат општините. И мојот концепт е тој директен, непосреден контакт со граѓаните, со тоа што таргет групата веќе ако одиме, голем број на мои пријатели кои што нормално се дружам, се разочарани луѓе. Луѓе кои што велат дека доста ни е од гласање. Како што и вие добро констатиравте, постојано имаме избори, постојано имаме луѓе за и против и имам впечаток дека тоа е единствено борба на партиските елити, односно на партиските членства. Која има поголемо членство и поголема организација, по автоматизам ќе биде избран незиниот кандидат. Време е во Македонија да почнат да се менуваат изборите. Нека тоа бидат овие нови локални избори. Заради тоа што пак велам, тоа се локални, тоа не се избори од кои што зависи судбината на Македонија. Зависи судбината на граѓаните на општина, во општините кај што живеат. Така да сметам дека градењето на овие почетоци треба од негде да се почне. Можеби овој мој почеток е тежок. Јас верувам во успех. Нормално, секој еден кој што учествува верува во победа. Таргет група се неопределените граѓани кои што не би излегле на избори доколку не им се допаѓа кандидатот, заради тоа што во случај да излезат само партиските елити ќе имаме легални, меѓутоа не и легитимни избори, избори во кои што ќе има поголема излезност, во кои што граѓаните масовно ќе гласаат, оној кој што ќе биде подобар, нека е со среќа и нека наредните 4 години ја уредува општина. Вие велите време е за промена, а токму овие локални избори имаат една одлика, за разлика од минатите циклуси, имаме голем број на независни кандидати, на независни листи. Имаме партии кои досега не оделе самостојно на локални избори, сега одат самостојно. Имаме една шареноликост во целата таа понуда. Сега тука има две објаснувања. Едното е дека едноставно се зголемува тој демократски кампус во државата, демократијата добива на некој начин една поширока примена, тоа е позитивната слика, а негативното објаснување е дека тоа го прават поголемите партии, дека тие намерно продуцираат независни кандидати, помали кандидати кои треба да го одземат гласачкото тело од противникот. Каде е сега вистината во овие тези? Вистината е некаде во средина. Веројатно сте го право. Меѓутоа, јас сепак сум охрабрена од тоа што има многу луѓе лично кои познавам, кои се наоѓаат на тие независни листи, луѓе кои што навистина не се пронаоѓаат ни лево ни десно, затоа што секогаш биле опоненти во партиите, тоа се пред се разочарани луѓе и луѓе кои досега никогаш не се бавеле со политика. Заради тоа што на нив, на тие луѓе кои собираат брзо потписи, многу им е важно дали нивното подрачје ќе биде озеленето или дали ќе никне некаков комплекс кој што ќе им го угрози живеачката, затоа што тие живеат постојано на тие места. И заради тоа сметам дека ова е почеток кој што може да биде многу значаен, да се парламентарни избори можеби повеќе ќе биде во прилог на тоа дека ќе се раситни гласачкото тело и не може да се избере пратеник, можеби не може да се направи влада, оти можеби ќе влезе поединечно човек и се. Меѓутоа, сепак на тоа гледам како на еден повисок степен на демократија, на свестување на граѓаните и пред се на разочарување од она што досега го имаат како понуда. Подобро е да излезат граѓаните и масовно да гласаат, па макар тие гласови отишли на независни листи, бидејќи ќе бидат сепак еден добар демократски показател кај грешат партиите, големите партии, дека веќе не го застапуваат интересот на граѓаните, отколку да имаме слепа борба на партиски членови кои што ќе излезат, ќе бидат легитимни избори, ќе бидат легални, нема да бидат комплетно легитимни, бидејќи нема да бидат одраз на демократската волја на сите граѓани. Вашата кандидатура е интересна, значи вас како независен кандидат ве поддржува ЛДП и ДОМ, кои се дел од владеачката коалиција во моментов, иако сега настапуваат самостојно, но вие самата порано бевте пратени кога дојдете на ВМРО-ДПМН, иако за волја на вистината многу одамна настапувате прилично независно во ставовите, критички кон сите, тука мислам дека не може никој што да каже, но сега прашањето би било, вие кажавте дека ќе ги барате гласовите на независните гласачи, но што мислите вие
од која партија повеќе би откинале сега гласове, условно кажано, нели, со вашата кандидатура? Дали повеќе ќе земете од гласачкото тело на СДСМ или од гласачкото тело на ВМРО-ДПМН? Искрено мислам од гласачкото тело на ВМРО-ДПМН, затоа што сепак јас мисловно не можем да излезам од мојата матрица. Бидејќи се уште така ве перцепираат? Така ме перципираат, иако ме перципираат и граѓани, пак реков, незадоволници од двете страни, а од друга страна, видете, едноставно мојот карактер е таков да јас дури кога ВМРО-ДПМН било на власт, јас сум била опозиција во собствената партија. Тоа ќе ви го сигурно да имате некој од моите сопартици ќе ви каже дека тоа е така, затоа што јас како карактер секогаш барам а што мисли и другата страна. Дали е тоа така, дали не е тоа така, и обично лидерот на партијата имал проблеми, условно речено, со мене, заради тоа што ако се нуди став, јас треба да бидам убедена во тоа што го кажувам. Не е проблем, лојалноста на партијата е да го следите партискиот став. Меѓутоа, вие треба да ме убедите први. Лично мене, заради тоа што јас представувам група на граѓани на кои што треба да излезам и да им објаснам дека тоа е така. Ако јас не сум убедена, верувајте, нема тоа да помине. Да, интересно е кога зборуваме за локални избори, се ветува се и се што. Така. Многу често се ветуваат и работи кои не се ингеренција на општини, па потоа граѓаните прашуваат зошто тоа не е исполнето. Еве сега имавме една интересна илустрација во однос на амбуланта или поликлиника во општина Кисела Вода, каде што градоначалникот Темелковски вели дека ја ветил, но потоа увидел дека тоа не е работа на општината и не можел да ја изгради, треба да изгради државата, тој да обезбеди земјиште. Кандидатот на ВМРО-ДПМН кој беше пред малку вели да, тој знае, но доколку државата не ја изгради, вели ние ќе изградиме, општината ќе ја изгради. Кажете ми, дали градоначалниците ветуваат премногу, ветуваат навистина работи кои не се реални и потоа граѓаните се разочаруваат? Апсолутно е така. Од друга страна, точно е дека општина Кисела Вода е една од најстарите и при тоа најголемите општини, да не заборавиме бројчено, е навистина голема општина, меѓу најголемите спаѓа во Македонија. Нема посебна амбуланта, тоа посебно се поликлиника, тоа посебно се виде во делот кога се поделија општина Аеродром и општина Кисела Вода, па се она што беше здравствен капацитет отиде во Аеродром. Меѓутоа постои еден голем проблем за кој што колку што успеав да слушнам, ни двајцата кандидати не се осврни. Вие можете да направите најсовремена амбуланта, меѓутоа вие немате доктори. Вие немате млад кадровски потенцијал кој што ќе ги пополни тие амбуланти. Кој ќе работи таму? Кој што ќе работи таму. Еве ќе зборувам на сопствениот пример. Цела општина Кисела Вода, вклучително и Драчево, една единствена амбуланта за офталмолошки болести е мојата. Вие размислете колку треба да чекате за да можете да добиете преглед со здравствен картон кој што практично вас ви е спрема здравственото осигурување обезбеден. Меѓутоа тука постои и друга можност. Вие постои можност токму на тој млад потенцијал да му обезбедите простор, да го субвенционирате, не само како кадар кој што ќе добива одреден бенефит од здравствената каса, туку ќе му дадете можност дали без да плати комунали или комунали на државно земјиште кој што ќе ги плати подоцна, да самите тие има прекрасни млади луѓе да направат одлична поликлиника во кој што би можеле да работат тие. И верувајте дека таа приватна иницијатива може веднаш да се реализира. Заради тоа што на вас не ви требаат државата да изгради па да направи конкурс па веќе да прима граѓани. На приватна иницијатива тоа се прави за 4 до 5 месеци под услов да се обезбеди државно земјиште, а има, ако веќе не е доволно до крај пополнето, тоа може да се најде со доволен паркинг, кај што ќе може да доаѓаат граѓани да се прегледуваат. Дајте им таков еден елаборат на млади доктори да видите каква амбуланта и каква поликлиника ќе никне со перфектен кадар. Да, гледаме дека ветувањата на градоначалниците или на партиите се отприлика се ветуваат слични работи, отстапуваат во некој поглед, значи поликлиника, градинка, паркови. Да. Што вие би понудиле поразлично, со што би се одвоиле, еве како независен кандидат, бидејќи можеби ќе се изгубите во тоа цивилото на ветување. Граѓаните цело време ќе слушаат исти работи. Точно, апсолутно сте во право, само е прашање на елоквенцијата, кој повеќе ќе им го приближи тоа, кој повеќе ќе одржи малски средби и кој ќе биде условно појак на вилици, а претходно помогнат со добра партиска структура. Тоа се изборите. Видете, мислам дека во периодот кога беше правен законот за територијална поделба на општините, беше направена една страшна неправда кон граѓаните на Драчево.
Заради тоа што Драчево е една комплетно урбана урбана заедничко, пошто постои село, постои населба, тие се споени, се инфраструктурно буквално одвоени од општина Кисела Вода. Тие се комплетно различни, имаат кон нив гравитираат и одредени селски подрачја и јас мислам дека во тој период неправдата беше да на нив што не им се даде можност да имаат своја посебна општина. Заради тоа што многу помали во Македонија има капацитети од Драчево кои што добија своји општини и верувајте граѓаните сакаат општината да им е блиску, да може да си завршат работа на оној шалтер на кој што треба да чекаат по час, 2, 3 за една работа. Треба патуваат минимум 12 километри, колку што е оддалечено од Драчево од општинската зграда, а да не зборуваме за селските кои што се оддалечени можеби и 20. Да, тоа се практични проблеми, не практични е проблеми, политика, така да веројатно, обично сите што се кандидираат сакаат по големи општини, сакаат по голема моќ и власт и владење, условно речено со повеќе луѓе. Она што јас сакам да го предложам, еве ексклузивно прв пат го искажувам тука, е тоа што ќе понудам граѓаните на општина на Драчево да излезат на референдум и сами да побараат општина, ќе бидат поддржани доколку бидам градоначелник во оваа своја иницијатива. Тоа се разбира не е нешто за кое што решава општината. Совршено ми е јасно дека тука решава собранието на Македонија, дека тоа е закон системски кој што се носи со двотретинско мнозинство, меѓутоа ако излезноста е голема и ако во другите градови во светот за да едно дрво исечете па ви треба референдум да направите, не знам зошто едно вакво крупно прашање и досега не било иницирано, заради тоа што тоа се две целини кои што ги дели индустријската зона, која што би можела да припадне во делот на општината, апсолутно не е мал тој дел и точно влезот на Драчево ќе се знае од каде почнува општината. Дури не е потребна ни вештачка делба. Мислам дека во голема мера тоа ќе им овозможи на сите од Драчево и од селото и од околината и пред се од населбата кои што навистина живеат во едно исклучително лоши инфраструктурни проблеми да си ги решат проблемите и да таму кога е општината помала, вие имате многу поголема можност за инвестирање и тука пред се веројатно тоа е проблем на сите општини, верувам во повисок степен на децентрализација кој што ќе зависи од централната власт. Оти ако сега имате партија која што е на власт во иста со градоначалникот, тогаш тој има бенефити во добивањето на одредени средства и општината има поголем буџет. Ако е обратно, вие ги имате сите можни препреки за да одредени и корисни иницијативи, не зборувам лево десно дали припаѓаат, истите да пропаднат. Сега од умешноста на градоначалникот зависи дали ќе искористи одредени ИПА фондови, дали ќе искористи приватна иницијатива која секогаш му е на дофат или ќе се фати само за градење на згради како што е во овој проблем во кој што тоа е и основниот мотив, верувајте ми, што се пријави заради тоа што она што беше на времето Чаир и делот на Битпазар, старата чаршија, са среќа што сега се пробија малку повеќе булевари и сега е пак проблем, меѓутоа веќе стана Кисела Вода. Општината Кисела Вода е поврзана со центар. Вие за 10 минути сте во центар пешки. Меѓутоа ако тргнете со кола или со кола, мора некого да превезете, имате болен човек. Верувајте, вие тоа не можете да го направите под 20 минути, да стигнете до централно градско подрачје 20-25 минути, иако се работи само за 2 до 3 километри. Општината е буквално залепена до центар. Буквално е залепена до центар, може да се спои. И сега многу е важно прашањето да седнат сите урбанисти да разгледаат прашање каде и на кое места ќе почнат да се шират или општините, сите во Скопје генерално, па и за општина Кисела Вода, заради тоа што ова е што сега се прави, практично бетонизација, тоа беше и мотивот што овие две партии ги одбрав, заради тоа што едната е зелена партија, другата партија е партија која е либерално-демократска по својата ориентација, која што е апсолутно партија која што е со пошироки сваќања, која што не е конзервативна, која што не е радикална, а зелената една од првите зелени партии е практично како регистрирана дом, да се стопира комплетно градењето. Ова што сега се прави е злосторство спрема природата. Заради тоа што да дадете толку многу дозволи за градење, а да знаете дека буквално гледате во собата на комшиите, единствено што остана ако тргнете од центар, зборувам према општината, од левата страна има некои мали паркчиња кои што се оставени, кои што се во појасот зелен појас на кој што не може да се гради. Меѓутоа се што постоеше мала куќа со прекрасен двор, сето тоа е уништено. Некој ќе каже приватен инвеститор, ама вие мора да му дадете маркица на тој човек. Да, кога зборуваме за урбанизацијата, за таа бетонизација, за бетонизација, сите
Сите градоначалници отприлика го велат истото, без разлика од која партија се, Така но тоа е основен извор на финансии за општината. Бидејќи велат општината нема други извори, тоа е на таков начин се обезбедуваат средства. Дали е тоа навистина така? Може ли една општина да издржи без една таква масовна изградба на нови згради? Па ако е цената на тоа дали ќе примаат плата вработените во општината, без таква масовна, јас би избрала втората варијанта. Услов дури и платите да се скрати и администрацијата и се, меѓутоа ние тие општини не сме ги добиле како поклон дедовина или татковина во наследство, туку ги добиваме за да можат и идните генерации, нашите деца и внуци да живеат. Не може тие тоа да го сватиме здраво за готово, сега 4 години тоа ми е извор на средства и вие лупајте маркици колку што ќе стигнете. Настрана што страшно разочарува фактот во кој што вие, мојата предност е во тоа што јас не сум била во органите на општината воопшто, ниту како советник, ниту све, можам да барам ревизија. Самите спомнавте, ве слушав, ревизиите се стари 10 години, 10 години не е мал период и едноставно стопирање на градбите, барем во моментот додека не се направи план каде ќе се шири и дали може да се шири општината. Верувате, за некои 10-20 години, не зборувам за нас, зборувам за нашите деца, ние ќе стигнеме во ситуација да цели стамбени објекти се рушат, заради тоа што инфраструктурно ние не можеме тоа да го поднесеме. Ниту можеме со канализација, ниту можеме со вода, ниту можеме со електрична енергија. Да, тоа што го спомнувате, тоа веќе се случува на запад, се случувало, кај нас се уште не сме ќе почне ако тргнеме со ова темпо. Но предпоставам дека ќе се дојде до тоа. Кажете ми, очекувате ли фер трка? Бидејќи, како што кажав, влегувате со две партии кои не се познати баш по джентлменско однесување премногу, кога се работи за политичка борба. Очекувате ли фер трка? Исто така, како ќе ја спроведувате кампањата? Дали ќе водите на класична кампања, бидејќи сега вие сте на интересна констелација како цела појава? Класична со митинзи, со... Не, видете, прво е време на корона и јас навистина сакам граѓаните првонивното здравје да биде приоритет. Поминаа времињата кога вие морате, знаете, да бидете, сте присутни на рекламите, вие за жал како медиуми живеете од тие реклами, колачот е веќе поделен, колку што знам, големите партии го освоија медиумскиот простор, ова се партии кои што имаат многу помал финансиски буџет кој што може да инвестираат и за мене изборите барем од локален карактер дури би можеле да бидат сведени на флаери, на малски средби и на да имате еден нормален билборд во кој што сите кандидати подеднакво ќе бидат закачени, ќе имаат еднаков простор. Важно е граѓаните да бидат, тоа е западњачки тип на водење на локални избори. Дури со еден и со два потписи некој ако сака да се кандидира, нека се кандидира, зошто да не? Заради тоа што вие своите услуги ги нудите на граѓаните во решавањето на вашите и на нивните проблеми. Јас сепак со оглед на тоа што досега сум се трудела да не бидам никогаш груба ни кон едните, ни кон другите, секогаш ги кажувам во очи проблемите кои што ги гледам. Не ме интересираат валкани црни кампањи, велам јавно го кажувам она што го мислам. Очекувам да барем према мене не бидат настроени партиите така како што се меѓу себе и левите и десните, а јас до крај, почитувајќи го пред се својот интегритет како жена, како личност која била во високата политика, која што постојано е присутна, бидејќи веќе 30 на години јас сум горе-долу секогаш со некој став некаде присутна и го искажувам, политиката е составен дел на моето битие, да го одржам својот интегритет и да не одам во никаква црна валкана кампања, да ги кажувам решенијата кои што јас сметам и ги нудам, заради тоа што има такви решенија, особено во делот на домување. Морам да кажам дека има одредени законски решенија кои многу ми се допаѓаат, кои што се донесени од било која структура на власт, особено еве во делот на домување, во кој што вие ги практично овозможувате на граѓаните да си формираат совет, кој што совет станува правно лице. Тоа е многу значено во Македонија заради тоа што верувајте, луѓето прво се на работа, второ нема доволен простор за целодневен простор во градинките, да ги нема кај да си ги однеса децата, велите бараме да биде наталитетот што повисок. Ние сме веќе во период на белата чума, кога веќе третото дете кој што е основно за репродукцијскиот индекс е мислена именка за некои луѓе, тргнувајќи од тоа дека и да го стимулирате наталитетот, луѓето велат не благодарам, децата чинат пари, децата нема кај да се однесат во градинка, да овие совети и внимание и пари и можност да му посветите во воспитување. Првите 6 до 12 години се најважни од градењето на личноста. Така да овие совети би можеле да проработат, да бидат вистински правни лица и
да бидат чувари на зградите, во кој што како на запад ќе имате можност да тој месечен надоместок што го плаќате биде дури неколку згради во околината да се соберат, да тие згради работат лице кој што ќе биде задолжено комплетно за чување на зградата, за одржување на истата, за викање на мајстори. Јас еве да сакам да викна мајстора нормално дека имате што домашни елементи, што струја, што вода, што било што ќе ви рикне условно речено, вие треба цел ден да чекате индивидуално некој да дојде. Доколку постои сервис на граѓаните, а тоа е човек кој што е домар, кој што е вработено лице, на кој што со полна доверба му оставате све, тоа ви го организира, вие со најголемо внимание и почест ќе се однесувате кон него и тоа ќе бидат најдобро потрошените пари, заради тоа што ќе ви спаси пари, време, простор кој што треба да ги минете со вашето семејство. Да, секако некој сака да има некаква безбедност, сигурност, да се има безбедност од кражби, безбедност од тоа дека може секој да ви влезе во присуство на тој човек натре, да ви го отклони кварот и да на крај дојде да ви даде ова, а да вие му платите на фактура најлегално. Да. Добро, пред крај малку да ја прошириме приказната. Би ве прашал прво за овие фингерпринт сензори. Да. Мислите ли дека ќе направат суштинска разлика во поглед на легитимноста на изборите? Во минатото имаше доста обвинувања дека се прават манипулации, особено во одредени општини, па се вадеа оние проценти каде гласале 90%, каде 99% од луѓето и така натаму, да. Так. Мислите ли дека ќе се направи некаква суштинска разлика сега со овие апарати? Видите, прво не ми е многу драго што сме во групата на држави кои што го воведуваат овој систем на гласање, заради тоа што тој зборува за ниското ниво на политичка култура. Тоа е само во некои држави кои што имаат низок демократски капацитет. Меѓутоа очигледно дека ни треба, па ништо не би се изјаснувала додека не видиме прво дали и како ќе профункционира. Да не заборавиме дека вчера еден целосен систем за пописот, кој што е толку многу значен, за кој што беше обвинет и интернетот, а имаме цела година да го припремаме, на крајот во одредени пријави технички проблем. Проблем во кој што не било планирано дека во истиот период, што е многу јасно и нормално, ќе бидат попишувани повеќе луѓе и дека тоа серверот не може да го издржи. Што е многу нешто кое што буквално на секој еден човек ќе му текне. Меѓутоа очигледно некои работи се решаваат во ЕК. Не ми е драго што се избра компанија за која што веќе постојат одредени кривични пријави, ако се сеќавам, во други некои држави кои што не се од нашето обкружување, да се надеваме дека тоа нема да биде во Македонија, меѓутоа сепак времето ќе покаже. Да, тоа ќе видиме дали тоа навистина треба да смени нешто или сепак ќе служи само за мачкање на очи на граѓаните. Апсолутно, знаете, тоа е исто како кога вие имате план, па кревате детален урбанистички или за тоа не поразговаравме, ќе ми дозволите само една минутка. Знаете, несвојствено и несватливо ми е истражување правеа луѓево, кој што го прочитав, дека 61% од граѓаните не ги познаваат советниците, не познаваат ни еден, ни двајца. Двајца веќе е голема бројка. А тоа се истите луѓе кои што ги гласале и пред 4 години, не се менуваат луѓето кои што купуваат станови на различни места, ниту куќи, и сега вие, кога се усвојуваат плановите, се држите како да е тоа урезано во камен, па не може да се промени, се остава во наследство и велите, знаете, такове деталниот план, такове па, за да му дадете одреден легитимитет условно, го давате во општа управна постапка, претрпани се судовите, да не заборавам, помеѓу другото, и плюс легитимитетот го добива на крајот во Уставен суд. Дајте ве молам, ако еден советник или кандидат советник оди по куќа и тропа по врати за да може да добие глас, па тој ќе тропа по врати за да се усвои урбанистичкиот план, и генералниот и деталниот урбанистички план. И тогаш нема да имаме граѓани кои што ќе се самоорганизираат и ќе прават независни листи. Заради тоа што вие знаете дека буквално сте ги прочешлале сите можни места. Нема врска прва, втора, трета фаза. Тоа се само формални работи на кои што сега креваат раце градоначалниците, па што ќе правиме? Планот е веќе усвоен, ви се молам. Па тоа се истите луѓе, не може тие пред 4 години мислеле едно и сега одеднаш се освестиле не. Сум за тоа проблемите на граѓаните да се решаваат. Меѓутоа не можете за сметка на бетонизација на просторот да кажете дека тоа се детални планови кои што јас сум должен да го испочитувам и кои што уште подобро донесени се рече од претходниот состав. Па ако се донесени од претходниот состав, зошто во првите 100 дена градоначалниците не градат ништо, туку сите градат по последните 100 дена кога треба да им помине мандатот и кога не знаат дали ќе бидат повторно избрани?
Да. Многу е логично. Тоа е мамење на граѓаните и пред се играње со нивната интелигенција. Нашите граѓани не се глупави. За на крај едно прашање. Мислите ли дека на овие избори ќе има одредени изненадувања во поглед на ова што го зборувавме, дека има многу независни кандидати, многу независни листи, има помали партии кои учествуваат? Мислите ли дека на државно ниво, сега зборувам, ќе има изненадувања каде ќе се намали досегашното владење на ВМРО ДПМН и на СДС? Па видете, тоа е во интерес на државата. Прво, јас сум среќна што има толку многу независни листи, без оглед на тоа кај ќе завршат. Тоа значи дека е пробуден интересот на граѓаните да се грижат за своите средства. Пред се за своите средства. Каде одат средствата во општините, каде одат средствата во идни парламентарни избори. Сметам дека може да има изненадување и доколку бројот на излезноста на граѓаните е поголем, тоа ќе биде на сметка и на штета на големите партии, односно на левиот и на десниот блок, заради тоа што тука ќе профитираат и независните листи и независните кандидати. Без оглед на тоа каков ќе биде, тоа сепак ќе даде одраз на волјата, заради тоа што ако вие имате општинско подрачје во кој што е голема излезност и кој што претежно без оглед на тоа кој ќе победи и како ќе победи, има голем број на гласови кандидатот кој што не е на една од поголемите листи, веќе граѓаните ви праќаат порака кој како ќе ја прочита, ќе видиме. Да, доколку има зголемена излезност, тоа ќе биде мерило дека има зголемена мобилизација на гласачкото тело. И дека граѓаните навистина сакаат тие луѓе што се предложени да победат. Господин Марковска, ви благодарам на гостувањето и се разбира многу среќа на изборите. Ви благодарам и јас посакувам. До тогаш повторно веројатно пак ќе се видиме. Ќе се видиме, посакувам пред се да имаме мирни избори, а тоа кој ќе биде и ќе би избран, ќе го кажат граѓаните, верувате, јас воопшто не сум оптеретена со тоа. Да. Ви благодарам. Ова беше последниот разговор за ова студио 10. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас, и на вниманието, и на довербата. Се гледаме утре во истиот термин со колегата Мишко Иванов.